мислам дека и гледам колешката Ирена е подготвена за разговор уметноста на ткаењето. Интересно многу за ткаењето ке слушнеме, работилница за ткаење, но зашто поточно станува збор? Ајде да кажам добро утро пред се, Ирена, за тебе и секако за нашиот гостин, поточно за Ана Кимковска Георгиевска, собственикот на Акантус Крафт. Ајде повелете со разговорот, со нетрпение чекам да видам зашто точно станува збор. Добро утро, Слободанка, добро утро, почитувани. Ова утро екипата на утринската програма на Алфа телевизија Добро утро секое утро ве поздравува и ви се јавува од центарот на Скопје, поточно од просториите на Акантус Крафт, каде што вечерва од 18 до 20 часот ќе се слушува вистинска уметност во ткаење за прв пат овде во просториите на Акантус Крафт. Како што кажа и Слободанка, наша гостинка ова утро е Ана Кимовска Георгиевска, собственичка на Акантус Крафт. Ана, добро утро. Благодарам што ова утро ги отвори портите на просториите на Акантус Крафт. Овој пат ние кај тебе овде во Акантус, каде што вечерва ќе се случува една вистинска уметност во ткаењето. Овде пред нас има многу материјали, има волница, има памук, сет за ткаење, има рамка за ткаење, ќе видат и гледачите како тоа изгледа и во живо. Ама сега една најава за она што ќе се случува вечер, кој ќе ја води работилницата и каков е интересот. Добро утро. Ви благодарам на поканата и што дојдовте кај нас. Како дел од некои позаборавени вештини кои што се обидуваме да ги возобновиме на нашиот пазар е и ткаењето. Претходно зборувавме за везењето, сега веќе влегуваме во една покомплицирана вештина. Работилницата ќе биде водена од Дијана Томич Радевска. Таа е реномиран ликовен уметник, но исто така и дизајнер на килими и теписи и искусна во процесот на производство и контрола на килими и теписи. Од неа учесниците мислам дека ќе добијат најдобри насоки и ќе научат на најдобар начин да ткаат, без разлика дали тоа ќе биде како едно запознавање, како изградба на хоби или па можда некој, не знаеме, за професионални цели би сакал да научи. Работилницата е наменета за сите... Нема веќе пријавувањето е завршено, така? Пријавувањето е затворено, бидејќи бројот за многу брзо се пополни. Искрено многу ме израдува тоа што за неколку дена се пополни бројот на учесници. Сепак групите се мали, со цел да може уметникот на секој да се обрне внимание, да му покаже. Сепак друго е кога имаш блиско објаснување еден на еден, а и секако целта на групите е луѓето да се запознаваат, да се дружат, да биде една поинтимна атмосфера за опуштање, значи во делот работилницата е и пијалог, значи сепак е тоа не е ова како курс, нели, за нешто да се научи, туку е повеќе за нешто што за себе си го одвојуваме време, со кое што покрај тоа што учиме, исто добиваме едно убаво чувство и искуство. Додека чекавме да не вклучат линковски колегите, ми покажа како изгледа ткаењето. Јас ќе те замолам сега тоа да го видат и нашите гледачи. Ова е сега рамка за разбој, така? Така, ова, значи, го викаме разбој, да речеме. Технички не е, сигурно голем број од гледачите знаат како изгледа вистински разбој, но рамката нас ни помага, ни е функција на разбој за да можеме во една ваква атмосфера да ткаеме. Инаку не би можеле, нели, секој нема ни шанса, ни можност да набави разбој, а и да имаш не би имал каде да го чуваш, така. И за таа цел постојат и сетови за ткаење. Имаме и сетови, овие сетови ги продаваме за ќе го отвориме сетот за тие што сакаат дома да ткаат. Сетот се состои значи од малку помала рамка од ова. Има внатре комплет избор на волници, има игла, доколку некој сака, тоа рековме ќе покажеме со игла или со стапче да ткае, а исто така тоа може и со прсти да се прави, како тука што ќе покажеме. Ние имаме и други сетови, класичен мал разбој, има и некои рамки ќе си разгледаат тие што се заинтересирани. Но првенствено тие што не се спремни да почнат веднаш дома, треба да дојдат на работилница, да се запознат со процесот на ткаење, па после тоа би можеле во домашни услови што сакаат да си ткаат. Ајде сега да видиме како изгледа во живо. Сега, ова значи прво ни е рамката, основата ни е веќе направена, насновена.
тука го имаме ова стапче кое што ни го држи, значи основата да има простор, бидејќи дали е ткаенина, дали е волница, таа мора да цело време да проаѓа. Еднаш оди горе доле, после оди обратно, во обратен правец. Сега ние ќе покажеме со раце. Сега ќе покажеме со раце, да. Значи, бидејќи, еве, гледаме како било претходно правецот на движење, сега, значи, се движиме само во празнината овде, што ние, веќе што стапчето ни ја држи. Значи, го оставивме, бидејќи вака е поедноставно, нели, за да покажеме, па не сакаме да гледачите да мислат дека е многу комплицирано, нели? Штом јас веќе сватив како е, значи... видовте, да, значи, веќе редот ни е готов. Тука користиме чешли, значи, тоа е исто многу битно да кажеме, дека ова можеме евак. Да се збие. Секој да се збие, некој може да сака да си има поотворено разбиено, некој да му биде килимчето позбиено. Значи, тоа се остава на, нели, уметникот, тој што ткае, веќе уметник создава некоја уметност. Исто така може некој вака да се подкреваат. Значи, секој тука може на тоа килимче да покажеме што ни е веќе готово, дека може секој како сака својата имагинација да си го бира колорито. Попред тоа со раце, што се ткае со раце, може и со стапче. Еве, ќе покажеме и со стапчето. Значи, сега ако сме оделе вака, сега мораме да одиме контра за основата. Сега јас ова го правам поедноставно, инаку би требало прво да се врзе, нели, волницата, сега само колку да покажеме. Да. И со стапчето е уште поедноставно, бидејќи стапчето ни го држи редот целосно и ние кога ќе завршиме само го влечеме така. И веќе ни е готово. За истото може и голема игла да се користи, кој како сака, на кој како му е згодно и кој колку е искусен секако. Ана, интересот е огромен за овие работилници за ткаење. Вие на почетокот на месецот имавте и работилница за везење. Ова ќе стане една, да кажам, ваша редовна активност на Cantus Crafts. Еднаш во месецот ќе имате работилници за везење и за ткаење. Кои се останатите активности на Cantus Crafts во минутка-две, бидејќи тука сме со времето? Да, само што да кажеме, дека за ткаењето може да се користи и памук, други ткаенини, секој може да користи каков материјал сака, да користи веќе нешто што има рециклиран материјал, бидејќи сакаме да бидеме, нели, пријателски настроени кон средината, природата. За другите работилници, значи везењето оди во групи за деца и за возрастни, ткаењето оди 14 плюс во една, значи може и помлади да се пријавуваат или некој да си дојде со дете. Сега на 20 март почнуваме со работилници за накид и тоа ќе биде интересно, нека не следат гледачите. И на месечна основа сега за сега овие ќе се повторуваат. Детските работилници креативни кои што редовно ги имаме и имаме голем број надичња што доаѓаат, исто сега имаме за 1 април ќе биде тоа. И после великденски. Мислам дека е доволно. Да, доволна најава за овој период. Јас ќе си останам уште малку овде кај вас. Имам уште малку, тоа да го покажеме, така е. Ова вакво нешто би требало да очекуваат да изработат тие што ќе учествуваат, да. Значи, или некоја ваква поедноставна, еве да не биде многу амбициозно. Така е. Така, секоја работилница, значи, може луѓето повторно да дојдат, ќе изучуваат нови работи. Иако за ткаењето, значи, веќе основното го знаат, ќе научат нешто покомплицирано. Бидејќи се работи индивидуално со секој. Благодарам, Ана, многу. Ќе си останеме ние уште малку, јас да поднаучам уште нешто за некои десетина минути. Ќе ве посетиме повторно, бидејќи овде можеме да останеме и подолго време. Убав, пријатен амбиент. Благодарам уште еднаш на тоа што не примивте ова утро. Ние од овде ќе мораме веќе да се одјавиме. Линковски, Слободанка, ако имаш некое кусо прашање, повели, ако не, си се гледаме во телевизија. Па немам, Ирина. Благодарам за разговорот, прекрасно ткање и сето ова е добре дојдено за една убава релаксација.